Водопад меѓу две раце е насловот на книгата која што ја направија читателите или членовите на читателскиот клуб во училиштето Војдан Чернодрински од Скопје, а под менторство на библиотекарката Дијана Петкова. Токму промоцијата на оваа книга ќе се одржи во вторник на 26 мај во училишната сала со почеток во 18 часот и 30 минути. За идејата и реализацијата на оваа книга, ова утро ќе разговараме со библиотекарката и главниот виновник секако за постоењето на оваа книга. Дијана, ќе ви посакам добро и убаво утро. Честитки пред се за успешниот проект, но и за истрајноста да се работи со млади деца и да се создаде она што го имавте замислено. Па како се роди идејата? Кај нас е правило, во нашето училиште мислам, е правило кога некој од наставниците одат на обука или на семинар, останатите се распоредуваме и заменуваме час. Па така еден час кога требаше да заменам отсуство на наставник, влегов со Деница од Петрема Андреевски и почнавме некој неврзан разговор со учениците од 7 оделение. Ги прашав дали се сеќаваат кој е Петрема Андреевски, затоа што тие во задолжителната литература, ова задолжителната лектира, имаат книга од Петрема Андреевски, а тоа е Касни порасни, и веднаш сите почнаа да се сеќаваме на Касни порасни, на тие интересни кратки песнички каде што се зборува за овошјето. Тогаш следуваше прашањето дали сте слушнале за Деница, дали сакате да ви прочитам, и секако одговорот беше позитивен, но мене најмногу ме изненади нивната реакција откако јас завршив со читањето. Прво се постигна, да не речам апсолутна тишина, меѓутоа тие толку внимателно слушаа што се изненадив, искрено кажано, и ме изненади реакцијата кога завршив, затоа што почнаа да аплаудираат. Секако не ме аплаудираа мене на моето читање. Јас читам онака колку што знам и умеам, не сум актерка, меѓутоа тоа што го слушнаа, затоа што потоа разговаравме и сватив дека тоа што го слушнаа многу ги воодушеви, до тогаш немале слушнато таков израз. Особено пак поезијата, мислам дека и не им е толку блиска. Веројатно и на таа возраст е разбирливо сето тоа, но еве кога ќе се прочита, кога ќе се понуди нешто, може и да допре до нив. Може би јас го погодив денот, тогаш и моментот кога тие веќе почнуваат тие први љубови, симпатии да се будат, така што им беше интересно. Следен пат имаше исто така нешто за заменување и прво што рекоа, може да ни читате пак од Деница? И тогаш сватив дека може би било добро да се направи еден проект, меѓутоа на почетокот имав поинаква замисла. Сакав да и почнавме ние да изработуваме ликовен колаж и деколаж и сакав тоа да го спојам со книжевен колаж и деколаж. Меѓутоа, тоа не одеше така јас како што си мислев, зашто сепак возраста игра главна улога и нивниот речник се уште не е толку богат за да може тие да се изразуваат како што секако дека никако не може да се изразуваат како Петрем Андреевски, дури и ние возрастните ретко кој може да достигне такво ниво, но се обидувавме да пишуваат компарации во стилот на Петре Андреевски, сепак соодветно на нивната возраст. Па нешто направија, меѓутоа не беше тоа така добро за да можеме да продолжиме во таа насока. Па не е само ние возрастните да ги водиме нив, треба малку да се осврнеме, да видиме што имаме пред себе, со што можеме да работиме, па така почнавме взаемно да се водиме, јас со мојата идеја, тие со нивните можности и вештини ми покажуваа во која насока да се движиме. И така настана проектов, со тоа што одлучив дека најдобро би било
да ги користиме техниките за темнување на околниот текст и книжевен колаж. Да не ги спојуваме ликовниот и книжевниот колаж, туку така да се спојат тие две техники, што мислам дека излезе добро, затоа што работеа врз текстовите на Петре Андреевски од песните што се од Дениция. А во затемнувањето и во колажот ги користеа неговите зборови, неговите реченици, но со тоа што тие се фокусираа на она што ним во тој момент им беше важно. Зборовите ги бира според емоционалната состојба во која што се наоѓаа тогаш во тој момент. Истото се случуваше и со книжевниот колаж, правеа колаж, ги преместуваа речениците и сметам дека на тој начин подобро се запознаа со структурата на реченицата што ја користи Петре Андреевски во својата Дениция, а исто така и со архаизмите кои што се поретко ги користиме и ние возрастните, а не па децата. Да, како дојдов тебе до насловот на темата, насловот на книгата, зошто Водопад меѓу две раце? Водопад меѓу две раце е предпоследниот стих од првата песна од стихозбирката Дениция. Тоа е песна за мојата песна. Ми беше интересно самото тоа споредување, самата таа енергија што ја носи со себе водопадот, меѓутоа меѓу две раце, колку е тоа незадржливо, колку останува тука, а сепак присутно и моќно, но најмногу се раководев од песната што ја создаде Христина, бидејќи од таа песна пресоздаде. Значи, Водопад меѓу две раце, збиркава што ние ќе ја промовираме во вторник, е пресоздавање на стиховите на Петре Андреевски, стиховите од збирката Дениция, така што сакав да биде сепак нешто што произлегло од нив, бидејќи таа го имаше искористено во својата песна и песната е насловена Водопад меѓу две раце. Решивме и насловот да биде еден од нивните дела. Да, книгата ќе може, односно збирката ќе може да се набави за време на промоцијата. Каде на друго место подоцна ќе може да се набави сите оние кои што сакаат да имаат и секако средствата од продажбата ќе оди за обновување на училишната библиотека. Точно. Јас сакам да искажам благодарност до општина Карпош, до сите оние што беа во комисијата и што препознаа квалитет во овој наш проект, секако и за финансиската поддршка со која што ја отпечативме книгата. Издавачи се ПНВ публикации кои што ги промовираат младите таленти и најмногу се задржуваат на поезијата. Тие секако се организатори на Скопскиот поетски фестивал и на поетска ноќ во Велестово. Мене тоа и ми беше целта да бидат промовирани овие млади таленти, да бидат слушнати нивните песни и да бидат поттикнати и понатаму да продолжат да творат, да не остане само на овој училишен проект. Јас ви посакувам уште многу вакви успешни проекти, да ги поттикнувате младите, да ги развиваат своите когнитивни вештини и секако верувам дека од овие млади сега ученици ќе произлезат и автори во иднина и ви посакувам секако само успеси во иднина. Ви благодарам. Трага. Ништо не е повидливо во низата, пред мене и зад мене. Ни за доцнетиот штурец, ни она што добива форма, само во мојот слух. Ни детските шепоти, ни претаената светлина, ни пламенот што надојдува, ни закажаната бура на пајажините во афионовите полиња, ни сеидбите на дождовите. Ништо не е повидливо додека бега од сенката, на својот ноќен часовник, ни воздушните патишта, ни маките на фрленото семе, ни љубовта што ми остана меѓу твоите раце.
Ништо повидливо од твојата трага и ништо не е поприсутно од твоето отсуство со мене и во мене. Најдрага моја мајко, за секогаш ќе ти бидам благодарна за сето она што си го направила за мене. Мило ми е за секој момент поминат со тебе, секое патување, секоја вечерна прошетка низ градот или паркот ги гради сите убави спомени поминати со тебе. Твојата пегратка, како топло сонце, ми ја грее душата. Во најтешките моменти прави што се чувствувам храбра и сакана. Од срце ти се заблагодарувам за секој сакан и убав момент поминат со тебе. За секогаш ќе ми бидеш најдрага и најсакана жена во мојот живот. Те сакам, твојата ќерка Илеана. Моја душа, во две близини пат ќе изгреш. Ти и моите години се под влијание. Ти гаснеш сегде, а во мене останува пепел. На цела и градови за тебе, кој ќе дознае, ќе остане сиромав. Ти душман на моите слабости, нокна неискажана хапенко на моето тело и само моја душа. Кристина, какви чувства се предизвикуваат кај вас кога работевте на нови проект, односно што ново можеби и научивте додека работевте? Најпрвин, кога започнавме со проектот, не ни беше толку интересно, но кога повеќе се запознавме со поезијата и творештвото на Петре М. Андреевски, ни поттикна ние да започнеме да пишуваме во таков стил со негови зборови. И се отворивме кон ново создавање и се ослободивме. Па преку пишувањето и преку создавањето на тие дела многу се разви нашата креативност, и со тоа ја поттикна и разбуди нашата љубов кон пишувањето, кон читањето и посебно кон проучувањето на делата на Петре М. Андреевски. Многу се разбуди нашата љубов и некоја љубов која не знаевме дека имаме претходно кон читањето и кон создавањето на такви дела. Потоа се разви и свативме дека го имало тоа нешто во нас.